Не можам да останам рамнодушен на изјавите на нашиот политички противник кој по социјалните мрежи вели дека жителите на село Истибања се разочарани од актуелната локална власт. Па дали оваа масовност им личи на разочарување? Во Истибања победувавме и со 11:1. Истибања од секогаш било и ќе биде бастион на ВМРО ДПМН. Нивната негативна кампања го допре дното на политичката култура и онака никој не им верува, а ние да продолжиме да создаваме дела, истакна на синокешниот митинг кандидатот за советник од село Истибања од листата на ВМРО ДПМН Дарко Јангелов. Господинот Емил Дончев секогаш имаше слух за потребите и проблемите со кои ние се соочуваме. Со започнувањето на изградбата на нашата црква Свети Стефан, општината започна со нејзино помагање на финансиски план, па така на 2 пати по 300.000 денари беа донирани за побрзо изградување на нашиот нов православен храм. Градоначалникот и општината останаа покровители на Истибанско здравоживо и фолклорниот ансамбл Китка, со што и продолжи финансиската поддршка за истите. Кандидатот за градоначалник Емил Дончев ја потенцираше добрата соработка со местната заедница од селото, при тоа наведувајќи ги проектите кои ќе се реализираат во следните 4 години. Имаме и доблест да признаеме на своите грешки. Не ветивме игралиште повеќе наменско, но со сите напори сакавме да го направиме. Не успеавме во овој мандат, ќе го направиме тоа во наредните 2 години. Еве јас пред сите овде ветувам дека игралиштето во село Истибања во школото за 2 години ќе биде изградено и нашите деца од Истибања ќе можат да го користат ова игралиште. Дождот не ги спречи жителите на село Истибања да ја искажат својата поддршка за ВМРО ДПМН и нивниот кандидат за советник Дарко Јангелов, а за бенефитите и бројните проекти на владата на Груевски зборуваше носителот на советничката листа Миле Петков.